Ако сакаат отстапки, нека си најдат друга влада. Премиерот Мицкоски им порача на европските челници дека тој не е вистинскиот соговорник, ако сакаат некој што ќе прифаќа ултиматуми, како што тоа го правеа неговите предходници. Од самитот Европска Унија Западен Балкан, кој ќе се одржува следната недела во Брисел, Мицкоски очекува дека ќе бидат разбрани неговите пораки и заложбите на владата за европската иднина на земјава, реформирањето и европеизирањето на институциите. Тој таму ќе ги брани предлозите на неговата влада за откочување на процесот преку уставни измени со одложено дејство. Има политичари во Брисел кои што одлучија да бидат заложници на политичари кои што се уште се со мислите во средниот век, наместо да гледаат кон 21 и 22 век, ние повеќе остапки немаме намера да правиме додека сме влада. Ако си најдат нека друга влада, тогаш нека си ја донесат, нека си прави таа. Оваа влада такви остапки нема да прави. Во секое време сме подготвени да се позитивно да одговориме на таквото барање. Воспротивно, можам да заклучам дека ние како држава Балканот за жал не сме во фокусот на оваа администрација на Брисел. Пораки на кои можеби претходно Европската Унија не беше навикната стигнаа и од првиот дипломат. Тимчо Муцунски бара реципроцитет во односите Скопје-Брисел. Како што Македонија покажа дека е посветена на патот кон Европската Унија, така и Унијата треба да покаже искреност дека сака да бидеме дел од блокот. Таквото решение кое што дава известност и предвидливост ќе биде примерно најдобро за нас, за да не бидеме повторно во оваа ситуација, но ќе биде многу значајно и за кредибилитетот кој што Европската Унија сака да го создаде во регионот, земајќи во предвид актуелните геополитички случувања. Ни Европската Унија верувам дека не сака да биде ставена повторно во ситуација да има сомнеш кај кандидатите дека не е искрена во намерите. И покрај сите болни отстапки, далеку сме од исполнувањето на европскиот сон, кој е стратешка цел на земјава, бидејќи поради нестандардни услови за пристапување, Македонија е жртва на билатерални спорови. Дека има надеж да се откочи процесот, покажува и ставот на новата еврокомесарка за проширување, која порача дека ќе направи се билатералните прашања да бидат надвор од процесот на интегрирање на Македонија во Европската Унија.